ова издание на емисијата на Прва Скопска, во која се потсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува. Ке гледате. Започна уписот на средношколци. Младите уметници во знакот на лековната колонија Љубенци 2018. Почна 5-тиот фестивал на комедијата Гола месечина. Сонот на Вилијам, нова представа на театарот за деца и млади. Отворена изложбата ретроспектива на Блаже Донев во општина Иленден. Започна Скопското културно лето. Во јавните средни училишта во земјава денеска и утре се спроведува првото пријавување и запишување ученици за учебната 2018-2019 година во јунскиот уписен рок. Ранглистите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 20 јуни. Квалификацијското тестирање ќе се организира на 22 јуни, а конечните ранглисти со резултатите ќе бидат објавени на 25 јуни. Според конкурсот кој Министерството за образование и наука го објави во март, учениците може да изберат гимназиско образование или стручно образование, во зависност од тоа техничко образование со 4-годишно траење или стручно образование за занимање 3-годишно траење и 2-годишно траење, средно уметничко образование и средно образование за ученици со посебни образовни потреби. На првиот ден од уписниот рок го посетивме средното училиште Панче Арсовски, каде што можевме да забележиме голем интерес од страна на идните средношколци. Тоа дали беше на упис да запишеш? Да. Кој смер? Англиски јазик за јазици. Така, зашто се одлучи баш тука? Па бидејќи знам англиски, имам одено на курс и така. Така, каков ти е впечатокот и што очекуваш од наредната учебна година? Па дека ќе биде добро, добри се таму наставниците, луѓето. Супер, со среќа. Зошто се одлучи токму тука да учиш? Па, поубаво ми е, овде има убави струки, сакам да учам тука. За која струка се одлучи? Па, има едно за драмска уметност, па за тоа сакам, мислам. Сега не знам дали ќе ме примат. Директорката на училиштето истакна дека е задоволна од одзивот на ученици и се надева дека како и минатите години предвидениот број на ученици ќе биде пополнат уште во првиот уписен рок. Од утрово во училиштето има добар одзив на ученици, веќе доаѓаат. Значи вратите на училиштето беа отворени во 7 часот. Учениците од основните училишта доаѓаат, се запишуваат, земаат пријави и се пријавуваат за подрачјата кои што нив ги интересираат од областа на гимназиското образование. До сега имаме околу 80 ученици кои што се дојдени за 204 слободни места. Значи запишуваме 6 паралелки, од кои една е билингвална, а поточно наставата оди на македонски и по некои предмети на англиски јазик со цел учениците да го практикуваат англискиот јазик и да се запознаат повеќе со јазикот и понатака да им помогне во студирањето. Инаку во училиштето ги имаме сите гимназиски подрачја за кои што учениците се определуваат на почетокот на првата година, односно денес во уписниот рок. Тоа е природно-математичкото подрачје со комбинација на и Б изборни предмети, потоа јазично-уметничко подрачје, исто имаме комбинација на и Б изборни предмети и општествено-хуманистичкото подрачје кое што има изборна комбинација од А и Б изборните предмети. Второто пријавување и запишување на учениците во јуни ќе се врши на 28, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на редниот ден на 29 јуни. Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок ќе биде на 23 август. На едноставен начин, со еден клик и споделување на фотографија, жителите на Карпош од денеска ќе може да пријават проблем во општината. Преку веб платформата пријави.мк, граѓаните на општина Карпош ќе може да реагираат до општинската администрација за проблеми од областа на хигиената, јавното осветлување, загадувањето на воздухот, ударните дупки, како и за други јавни комунални услуги, информираат од општина Карпош. За реализација на оваа цел, општина Карпош и невладината организација Nexus, граѓански концепт, склучија меморандум за соработка кој се однесува на одржувањето на оваа платформа, начинот на пријавување на проблем и комуникацијата со граѓаните. Покрај соработката за развивање на мобилната апликација, општина Карпош продолжува да работи, нудејќи повеќе алтернативи со кои се овозможува мапирање на проблемите, додаваат од општината.
Општина Кисела вода соопшти дека на каптираните извори со небезбедна вода за пиење на незина територија во општината поставени се 8 табли со предупредување. Согласно испитувањата направени од страна на Институтот за јавно здравје, неисправност на водата за пиење е утврдена на следните постоечки чешми: селската чешма во село Драчево, изворот на стакларницата во близина на Свети Теодор, на кривината во Бабиндол, јавната чешма под црквата Свети Ѓоргија и кај црквата Свети Елена и Константин, под црквата Свети Ѓоргија 3 чешми, горномалската чешма во село Драчево, како и каптираниот извор кај црквата Света Руса во Пеленица, село Драчево, соопштуваат од општина Кисела вода. Информираат дека на изворот кај кривината Света Петка Црниче УВ лампата е заменета со нова, додека на изворот кај Свети Ѓоргија е поставена станица за хлорирање, испитана и пуштена во употреба. Препознај, реагирај. Црвен картон за булингот е слоганот под кој вечерва од 20 часот на плоштад Македонија ќе биде промовиран новиот 31 број на уличното списание Лице в лице. Во соработка со првата детска амбасада во светот Меѓаши и со иницијативата против булинг на група родители, овој број е посветен на темата врсничко насилство. Дел од промоторите на новиот број на списанието се бендот Љубојна и попеачката Кристина Арнаудова. Нивна цел е подигнување на јавната свест за ова важно прашање. Тие ќе им дадат поддршка на продавачите на Лице в лице и заедно со нив ќе поделат црвени картони, кои символично треба да ја означат битката што треба да се води со овој комплексен проблем, како и да укажат на подготвеноста да се размислува и действува потрезвено кога се во прашање младите. Од Лице в лице појаснуваат дека одлуката да се стави оваа тема во фокус доаѓа од таму што ваквата форма на непосакувано и агресивно однесување, која е најприсутна во училиштата, зема голем замав, алармирајќи дека може да има далекосежни последици врз психолошкото здравје на младите. Вредностите кои треба да се развиваат кај младите се емпатија, сочувство, солидарност, алтруизам и затоа нашиот придонес ќе биде ставање светло на овој општествен проблем кој поради својата природа не секогаш лесно се детектира и препознава, велат од Лице в лице. Оваа активност е дел од неделата на граѓански организации, поддржана од проектот на USAID за граѓанско учество, серија од настани кои ја промовираат работата на граѓанските организации пред пошироката јавност, организиран во периодот од 19 до 23 јуни. Сајмот на мебел годинава ќе се одржи од 5 до 10 октомври во комплексот на випарината Борис Трајковски. Од Скопски сајм, кој е организатор на оваа сајмска манифестација, најавуваат дека вкупниот изложбен простор ќе биде 8000 метри квадратни. Покрај просторот во випарината, надвор ќе бидат поставени и монтажни изложбени објекти. Учество на сајмот најавија најголемите производители и трговци на мебел од земјата и регионот, при што посетителите може да очекуваат дека понудата на најновите дизајни на мебел ќе биде мощна, богата и разноврсна за сечи вкус. И оваа година изложувачите најавуваат големи сајмски попусти, велат од Скопски сајм. Сајмот на мебел е еден од најпосетуваните манифестации кој традиционално е посетен од околу 50.000 посетители. Покрај сајмот на мебел, од 24 до 28 октомври ќе се одржи и Технома, заедно со сајмот на градежништво и Реал Експо во комплексот на випарината Борис Трајковски. Околу 20 најталентирани ученици од основните училишта во општина Бутел денеска беа дел од детскиот ликовен ден што се одржува во рамки на ликовната колонија Љубанци 2018. Учениците, покрај тоа што имаа можност да го покажат својот сликарски талент, исто така се дружеа и твореа заедно со познатите уметници и ликовни педагози и учесници од Македонија и странство на годинашната ликовна колонија Љубанци 2018, меѓу кои и Данчо Ордев, Новица Трајковски, Илија Богоевски, Владимир Лазовски, Наташа Радосављевик и други. Градоначалникот на општина Бутел, која е покровител и организатор на ликовната колонија, истакна дека е горд што еден ваков традиционален настан повеќе години обстојува во општината. Денеска сме домаќини на повеќе сликари кои што ги изработија овие прекрасни дела, кои ќе бидат представени во општината, се надевам, наредната година. Сета организација е под општинската капа, каде што имаме голема потпора од уметниците од Сдруженијето.
Покрај тоа денеска имаме и дечиња кои што сликаат како професионални сликари. Тие се деца избрани од училиштата на територија на Бутел, кои што имаат најголеми афинитети. Се надам дека во наредниот период оваа традиционална изложба и сликање ќе продолжи и во наредниот период ќе имаме се повеќе сликари. Ликовните уметници ќе ги одберат трите најубави детски цртежи кои ќе имаат привилегија да бидат представени и наградени на ликовната изложба на делата создадени на годинашнава ликовна колонија Љубанци 2018. При нашата посета на ликовната колонија имавме можност да забележиме импресивни цртежи, насликани од младите уметници. Ги прашавме што ги инспирира и кога го откриле талентот во себе. Јас учам во основното училиште Свети Климент Охридски и сум осмоделени, завршив осмоделени. Што најмногу те инспирира да сликаш и како ја пронајде во себе, како го пронајде во себе талентот за сликање? Па, иако највеќе поради тоа што гледам многу други луѓе како цртаат и од тоа си имам научено. И од мал знам убави објекти, например, да цртам и тоа највеќе ме влече, објекти, материјални работи, така. Дали прв пат си на ликовната колонија Љубанци? Да, ова ми е прв пат да сум на оваа ликовна колонија. Каков ти е впечатокот? Дали има дружење, дали се запознат нови луѓе? Па, да, има многу луѓе, има многу убави уметници, многу луѓе што знаат да како убаво да Научи ли уцртат. нешто ново од нив? Да. Кажи ми како ја пронајде во себе жилбата и талентот за сликарство? Па во шесто деление наставникот ми рече да дојдеме на оваа колонија и јас тука пробав да цртам и од тогаш пронајдов дека знам дека умеам. А што најмногу те инспирира и што денеска? Природа најмногу ме инспирира, денеска Зедисонце. Представата едва носим собо, а каломи стобо на Сараевскиот воен театар Сард од Босна и Херцеговина. Вечерва ќе го отвори 5-тиот меѓународен фестивал на комедијата Гола месечина, кој ќе се одржува до 24 јуни. Представите ќе се играат во спортскиот центар Ново Лисиче, но во случај на невреме алтернативна сцена ќе биде објектот на театар комедија. Влезот за сите представи ќе биде бесплатен, а фестивалот ќе има надпреварувачки карактер со 3-члена жири комисија. Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин истакна дека ова е уникатна можност за сите љубители на театарот да проследат квалитетни представи од македонската и меѓународната сцена. Фестивалот Гола месечина игра важна улога во развојот на културниот живот во општина Аеродром. Токму затоа и оваа година издвоивме 1 милион денари од буџетот на општината, а овозможуваме и логистичка поддршка за успешна реализација на настанот. Селекторот на фестивалот, актер и режисер Роберт Ристов, најави дека во рамки на фестивалот ќе бидат доделени награди за најдобра режија, најдобар актер, најдобра актерка и за најдобра представа во целост. Од оваа година фестивалот внесе уште една категорија на награда за уметнички впечаток. На 19.6. ни доаѓаат велешани со синиот портокал, на 26. госпоѓа министерка на театарот, Родниот театар Ниш од Србија. Потоа Умри Машки на Штипскиот театар, на 22. Киде из моје кухиње на Шабачки театар, 23. 12. Нокс против водици од Вилијам Шекспир во режија на Дејан Дамјановски и Народен театар Антон Панов Струмица. Тоа е официјалната програма. На 24. ќе биде свеченото прогласување на победниците. Од 20 часот најмладата публика ќе може да ја погледне представата Тоби на детскиот театар од Скопје. Во 20:45 е предвидено прогласувањето на победниците и доделувањето на самите награди. Во 21 часот стендап комедија со Маријан Ѓорѓиевски. Председател на жири комисијата е Иван Лео Лема од Република Хрватска, а членови се Магдалена Ризова Черних, актер од театар комедија, и Љупчо Петрушевски, актер и поранешен директор на Македонскиот народен театар. Поради временските услови вечерашната представа ќе се одигра во театар комедија. Граѓаните бесплатните билети ќе може да ги подигнат од билетерницата на театарот. Представите ќе се играат секој ден со почеток во 21 часот. Премиерна изведба на представата Сонот на Вилијам во режија на Кренаре Невзати Кери премиерно ќе биде изведена во среда во театарот за деца и младенци.
Текстот е според делата на Вилијам Шекспир, Сон на летната ноќ, Ромео и Јулија, Макбет и Хамлет, а според преводот од Богомил Ѓузел, Драги Михајловски и Георги Сталев. Адаптацијата на драмите, кореографијата како и сценографијата и изборот на музика ги подпишува исто така Кренаре Невзати Кери. Користењето музика од времето на Шекспир, како и друга класична музика, како што истакна режисерката, е со цел децата да се запознаат и со прекрасните дела на големите композитори на класична музика. Режисерката ја раскажа идејата да се направи адаптација на драмите на Шекспир во една представа за деца и нагласи дека читајќи го Шекспир и гледајќи ги неговите драми, со сигурност децата ќе пораснат во културно освестени личности. Имав два важни моменти зошто јас ова почнав, зошто дојдов на идеја дека треба Шекспир за деца. Сушност, таа моја фасцинација кога сватив дека 2013 кога работев прв Шекспир за возрастни, ја носев мојата тогаш 8-годишна ќерка на сите проби и таа беше фасцинирана со магичен свет на Шекспир и таа своја импресионираност го раскаже со цртеж. Таа почна да црта сите ликови од магичниот свет на Вилијам Шекспир. Покасно тие цртежи беа искористени за програма и за плакати. Тогаш се роди тој потик и мотив да јас размислувам дека навистина, ако можат ликовите на Шекспир да бидат инспирација за едно мало дете, зашто не би можело тоа и да се Шекспир доближи до малите деца, ама да се доближи не покасно, туку најрана возраст. Сакав да им доближам и магичен свет и убав свет на класична музика и затоа користевме музика од времето на Шекспир, Моцарт, Верди, Мусоргски и тоа е една исто врло важна ствар за едукација на децата. Друг мотив за приспособување на неговите дела во детски драмски текст е фактот што последно такво представување на Шекспир во Македонија е направено пред точно 40 години. И според ова дело е направено според делата Хамлет, Ромео и Јулија, Макбет и Сон на летната ноќ. Представата се вика Сонот на Вилијам и се случува во сонот или во главата на носечкиот лик, носечката улога Вилијам. Во представата играат Бојан Кирковски во улогата на Вилијам како дете, неговата мајка ќе ја играа Катарина Илиевска-Силјановска, а Јулија ја игра Наташа Петровиќ. Во останатите улоги се Симона Спировска, Мики Јанчевски, Мартин Јордановски, Бојан Лазаров, Изабела Новотни, Ана Левајковиќ Бошков, Емра Куртишова, Винита Дамчевска Мојановска и Марија Ѓоргиовска. Пред поголем број љубители на уметноста во галеријата на Домот на култура Илинден во општина Илинден беше отворена изложба на дела на уметникот Блаже Донев. На изложбата насловена ретроспектива, влюбениците во ликовната уметност имаат можност да видат и да уживаат во навистина прекрасни 30 дела од овој автор. Од почетокот на кариерата во 1993 година Блаже Донев има 2 самостојни изложби и учество на повеќе групни изложби низ Македонија. Негов стил на создавање е реализмот и надреализмот, како правци во сликарството, но исто така тој го представува македонскиот фолклор и традицијата со неговите портрети, иконописи и фрескописи. Тој живее и создава во населбата Илинден и како што самиот вели, честопати инспирацијата ја црпи токму од убавините на неговото место на живење. Како правонаграден од општината, учествувајќи во групната аматерска изложба што се одржува во декември, некаде околу 25-ти, и јас сум избран како правонаграден од целата таа група што сме учесници. Самата општина доделува награда организирајќи самостојна изложба на учесниците, на учесниците што учествуваат во изложбата. И мене ми се падна редот јас да бидам прв да ја отворам, пошто општината најави дека ќе биде традиционална изложбата и за секој нареден учесник ќе биде организирана самостојна изложба. Што
Може да ни кажете што најмногу ве инспирира и какви дела најчесто создавате? Па претежно сум преопределен кон реализмот. И немногу тоа го сликам. Покрај реализмот го сликам и иконописот и фрескосликарството. Немногу тоа. Дали овие дела се на продажба? Па дел од нив да. Конкретно пример да речеме конкретни портретите, пошто тие се нечија сопственост, значи тие не би можеле да се продаат. А инако другите дела да, нормално. Доколку има заинтересирани, зашто да не? Колку време се занимавате со уметност? Од 93 година па навама. Активно. Тоа е ваша примерна дейност? Не, професионална дејност ми е таа. Друго нешто не работам, само сликам. За значењето на изложбата и творештвото на Донев, на присутните им се обрати промоторот на изложбата, академскиот сликар Новица Трајковски. Од општината вела дека организирањето на веќе традиционалната изложба на која учествуваат само уметници од општина Илинден, без оглед дали професионално или аматерски се занимаваат со уметност, а при тоа најдобрите се наградуваат, ја постигнало целта, а тоа е анимирање на сите оние што се занимаваат, но и на оние што сакаат да се занимаваат со уметност, што е истовремено и одлична можност за промоција и пред се афирмација на младите уметници од општина Илинден. Со реализирањето на изложби на уметниците од општина Илинден се дава голем придонес во промовирањето на современите културни достигнувања на општината, со што општина Илинден уште еднаш покажува дека еден од нејзините приоритети останува развојот на културата и зачувувањето и негувањето на традицијата и традиционалните вредности, додаваат од општината. 50 програмски содржини ќе има на фестивалот Скопско лето 2018, кој традиционално ќе се одржува од 21 јуни до 31 јули. Ќе биде отворен в четврток на Светскиот ден на музиката, со концерт на музичари од Израел во Македонската филхармонија. Ден потоа ќе гостува Хрватскиот театар со крал Ричард III, а на 23 јуни публиката ќе ја забавува Елена Томашевиќ. Организатор на Скопско лето е Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје, а и оваа година фестивалот е поддржан од градот, Министерството за култура и од странски културни центри и амбасади. Директорот на Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје Никола Глигоров денеска на пресконференција рече дека се задоволни што Скопско лето обстојува 39 години на културната мапа на главниот град, но и на државата. Соопшти дека и годинава основата на програмата се домашни музички уметници и ансамбли, како и млади уметници кои допрва зачекоруваат на сцената. Основата на програмата на Скопско лето и оваа година се сочинуваат домашните уметници и ансамбли, националните институции од како што е Македонската опера и балет, Македонскиот народен театар, Драмскиот театар, театарот од Велес и така натаму ансамблот танец, поедини уметници, но исто така дел од Скопско лето ќе бидат и млади уметници кои што допрва зачекоруваат на сцената, би рекол, па до оние најмладите, до децата, што значи дека Скопско лето и на овој начин покажува својата широчина, својата отвореност за сите оние креативни сили, би кажал, во нашиот град, во нашата држава и пошироко. Утре вечер во НЛБ галеријата ќе биде отворена изложба на Владимир Темков, потрага по смислата на ликовноста во соочувањето со убавината на природата. Нудиме навистина атрактивна, интересна, разновида, квалитетна програма. На сето тоа ја би додал уште еден момент кој што со години наназад го негуваме на самото отворање. Тоа е да уште на самата таа вечер покажеме дека Скопско лето е разновидно во своите содржини. Па така и оваа година покрај она официјално отворање на 21 со концертот на уметниците од Израел, посветувајќи го отворањето на музиката, затоа што на тој начин го одбележуваме Светскиот ден на музиката, секако и првиот ден на летото. На тоа ја приклучуваме и изложбата на Владимир Темков, која утре вечер ќе биде отворена во НЛБ галеријата. Значи традицијата да самото отворање на манифестацијата биде збогатено со разновидни програмски содржини ја задржуваме и оваа година. И годинава ќе има атрактивна и квалитетна програма со речиси 50 програмски содржини, театарски представи, концерти од различни жанрови, програми за деца, десетина изложби со домашни и со
ликовни уметници од странство, промоции на книги, а ќе ја има и редовната филмска содржина Кафе кино со проекции во Сулијан. На пресконференцијата денеска беше промовиран и водич за Скопје на англиски јазик, Guidebook Скопје, на издавачката куќа Љубовта е петиот елемент. Ова беа дел од најважните настани кои што одбележаа минатата недела. Ви благодариме што не гледавте. Довидување.